денеско сонлива песна ќе долета мирисна цреша, кога пролет ќе расути в поле една цреша што мене чека. Кога морам да одам брегов, зашто имам и куќа и нива, нека земе што му треба секој, но црешата тај најдам жива. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во животи туѓи, кој во моето минато плови, со се мирно и без да се срами. Само ветер глас го слушам, којато се врати пак в душа, убава песна, не се гробаш секој, и на славен камен фрла некој. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во животи туѓи, кој во моето минато плови, со се мирно без да се срами. Денеско сонлива песна ќе долета мирисна цреша, кога пролет ќе расути в поле една цреша што мене чека. Кога морам да одам брегов, зашто имам и куќа и нива, нека земе што му треба секој, но црешата тај најдам жива. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во животи туѓи, кој во моето минато плови, со се мирно и без да се срами. Само ветер глас го слушам, кој се врати пак в душа, убава песна, не се гробаш секој, и на славен камен фрла некој. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во животи туѓи, кој во моето минато плови, со се мирно без да се срами. Не небо ова што ви нуда, не сонцето злато што свети, ако можа би го продале Бога, али само еден ќе ни суди. Што е тоа во луѓето тажно, да живеат во животи туѓи, кој во моето минато плови,
живеат во животи туги, кој говореше мира плави, со мирно без да се страни, своето во луѓето тажно. Добар ден и среќен ден. Дали сме спремни? How to kill mosquitoes in the area in just a minute. Дали сме спремни за неубавата вистина? Македонија е се што имаме. Секој оној кој верува дека ги го уништи македонскиот дух се лаже. Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Една моја молба до сите вас да бидете трпеливи, да бидете умни, да бидете со љубов, затоа што сценариото на кое што македонец кој што со дух, ум и фанатизам се бори за Македонија, во Македонија, треба да биде уништен, треба да биде омаловажен, треба да биде направен дека го злоупотребува македонизамот, а се со една цел Македонија да остане оному каде што
е до ден денес од сите политичари 100%, а вие ќе речете и на УДБА, јас ќе речем на ЦИА, затоа што единствена која што е победи УДБА во Македонија е ЦИА, и таа има за цел или да го уништи, или да го воскресни македонизамот. Тоа значи дека сите оние кои што беа против Македонија имаат за цел сите нас кои што се бориме со дух, ум и фанатизам за Македонија да бидеме омаловажени, за да немаме ние идол, за да немаме ние никој, а се со една цел да пропадне Македонија. Да не ве лажат со бугарскиот договор. Затоа што бугарите утре по ништо нема да се разликуваат од албанците. Да не ве лажат со Преспанскиот договор. Затоа што тоа е се направено со пара светска влада. Исто како што прават во Македонија со нас, со пара влада, пара институции, пара полиција, пара основно судство и така натаму и така натаму. И затоа, вплеткувајќи се во нивниот лавиринт, тие ќе прават се да не се дознае и да не се дојде до вистината. Дали нашето дело смета? Дали Владо Павлов смета? Ќе видиме утре. Затоа ве повикувам да бидете во најголема смиреност, да бидете во мир, да бидете во љубов за сето оно што се прави и она сценарио кој што е продолжено во јавно обвинителство во Кочани. Сето оно што сум го правил, ќе го правам. Клучните докази за Македонија, кои што некој сака да ги наметне дека биле присвоени, а всушност фрлени од институциите, нема да им успее. Нема да им успее само поради тоа што сватија сите дека македонизамот мора да воскресне. Сватија сите дека воскреснатиот македонизам е спас за целиот свет. И оние кои што се против македонизамот, кои имаат за цел да не омаловажуваат, за да ова измачен народ нема свој идол, за да кажат преку фингирани нарачани сценарија нешто што не судејствува со вистината. Затоа ве повикувам да бидете во мир, љубов и хармонија и да оставиме до каде ќе оде она кое што се кренале против Владо Павлов 15 према 16 март случувањата, една година на 15 према 16 март случувањата во Пулс. Ние ќе бараме, а од овде го повикувам Тино, за сето оно што е планирано во Кочани. Најхитно, кога ќе се оствари во некогашна Елпида, да имаме музеј на Кочани, да се земат сите овие докази и да докажеме
дека тие се од пара астролози, од пара археолози, од пара лица во Завод за заштита на споменици, од пара лица во Музеј на Република Македонија, од пара лица од обора довлочени, затоа што отаманите не обележуваат ликови, не обележуваат матица или пчела, не обележуваат свеќе на животот. Отоманските символи немаат никаква поврзаност со нашето свеќе на животот кое што го чувавме будно и на кое што се врши атак преку него врз мене. Отоманите, запомнете, на нивните обележја немат ликови или одредени други символи. Тоа е доказ дека некој сакал преку мене да ме намести, да го изнесе од Македонија и да го продаде, како се што е продадено до ден денес од Македонија. Но овие случувања со Владо Павлов и покрај сите овие терори и сето она што се прави, го дочуваа свеќето на животот. Символот на првото божество на македонците на етерот. Символ кој што е фрлен од Паско Кузман, регистриран во обора довлочени во 2007 година. Чуван од нас фалангисти. И сега имаат за цел да фингираат сценарија, затоа што на некому смета духот македонски на Владо Павлов. Затоа ве повикувам да бидете мирни. Да го ставиме утрешниот ден, ден после нивното божество Константин и Елена. А потоа ќе видиме што и како. Секој оној што верува дека македонизамот во нас ќе го уништи преку вакви фингирани сценарија нема да им успее. Секој оној кој што лажи и манипулира и треба да видиме кој дал подпис, кои се тие од Завод за заштита на споменици на 31 што дошле на нова година, свикале состанок без подпис. И тие одлучувале без нас чуварите, дека тоа било отомански символ. А некои други, кои што правеле дојави, од утре повеќе нема да бидат толерирани од Владо Павлов. Каде што е користено моето име, каде што се користени слики од докази за нашето културно наследство, каде што се фингирани безброј сценарија, ќе одговараат. Ќе одговараат и оние кои што имаат злоупотреба на службената должност. Затоа што повеќе македонец овака нема да седе мирен. И се со факти ќе им докаже на сите дека ние не сакаме да продадеме ништо македонско. Ќе докажеме дека не е отоманско, затоа што отоманите на нивните артефакти не ставаат ликови. И затоа ќе бараме која е таа комисија што кажала дека е отоманско. А најхитно Кочани го повикувам и сето она што се припремува и сето она што е најавено од Владо Павлов за музеј, нека се направи музеј, не сакам никакви ингеренции. Нека биде музеот во некогашна Елпида. И најхитно да се повлечат сите овие докази за Кочани. Да се побара и она се што е изнесено од Мородбис. Па да видиме дали овие археолози работеле како што треба. Да побараме повторно како овие археолози за времето на Радко Сорос, Кочански Панагјур го направиле парцела
со мала археолошка вредност. Ке побараме се, затоа што доста македонскиот дух го изневерувавте вие, противниците на македонизамот, на кој што ви смета и љубоморете на мојот македонски дух и имате за цел преку фингирани сценарија да го оцрните. Нека помине утрешниот ден, македонци мои. Верувам во правдата, верувам дека нашава држава има закони, верувам дека конечно јавно обвинителство во Кочани ќе застане како што треба, покрај сите оние пропусти кои што ги направиле. И верувам дека новиот јавен обвинител малку повише ќе се занимава со оние кои што го злоупотребуваа законот, со оние кои што ја злоупотребуваа службената должност и со оние кои што манипулираат дека некој бил болен од сепса, а најавено се од нас, од се македонското обединување. Таму ја насочете енергијата, затоа што Кочани заслужува да живее во мир, љубов и хармонија. Барем за сите работи кои што ги поминавме кочанчани, нашите деца заслужуваат да живеат како ние што живеевме, сите браќи и сестри. А тоа е возможно само со народно и вистинско јавно обвинителство на Кочани. Бидејќи оному каде што требало да бидат, и сега врв на пирамидата е сепса. Македонци мои, а го најавивме сето тоа. Го најавивме. Следно што е? Да се лечи сепса во Грција? Може би некој ќе го спаси кочанскиот Епштајн, ама од Бог нема да се спаси. И покрај сето тоа, што фингирано го прават и тие, и кога требаше таму да се реагира, ти удараа на агапи во Кочани. Секој ден, лица од ОВР до Влочани. И до ден денес сценаријата продолжуваат. И нека продолжуваат. Ние сме тука. Уште еднаш ви благодарам. Се слушаме. Нема потреба да бидете утре сите кои што побаравте. Владо Павлов ќе биде само со своите адвокати. Ќе се борам за правдата. Ќе се борам овој доказ да се донесе првиот ден кој ќе се отвори музеот во Кочани. Моја лична благодарност и поддршка кој што треба да се прави под Домот на култура во Елпида. И не барам ништо освен доказите за Кочани да ги изгуркаме со правата вистина, а не со ваква пара структура на археолози кои што не манипулираат дека ова биле отомански символи, дека ние сме го присвоиле, а претходно фрлено од институциите од злото број 1 на Македонија Паско Кузман. Истовремено ќе бараме многу други докази за сите овие фингирани сценарии кои што се правени против нас, македонците. Воедно ве повикувам да го почитувате и јас да го почитувам нашето денешно знаме, осумкракото сонце, кој што е знаме на сите македонци во денешна Македонија. Ама, не го заборавајте и нашето национално знаме. И вие како македонци сте должни никогаш повеќе да не спомнувате ниту Кутлеш, ниту Вергина. Туку наше македонско национално знаме на сите македонци од целиот свет. Како што имаат албанците национално знаме,
како што имаат власите, ромите и сите останати. И ние, македонците, имаме наше национално знаме. А тоа е Богот во нас. Тоа е македонскиот кутлеш. Да му го дадеме името денес и да го крстиме на наше национално знаме, на сите македонци во целиот свет, во целиот Балкан и секаде каде што се. А ова знаме денес е државно знаме и тоа е на сите македонци во Македонија што сме. А додека македонскиот кутлеш е наше национално знаме, како што имаат албанците двоглав црн орел на сите албанци во целиот свет, така и нашиот македонски кутлеш ќе биде наше национално знаме на сите македонци во целиот свет. И тоа никој не може да ни го спори. Никој! Да оставиме на утрешниот ден, да оставиме на јавно обвинителство на Кочани, а потоа се слушаме. Нема да дозволиме македонскиот дух да биде погазен, да биде изманипулиран. Нема да дозволиме да го прават тоа што сакат да го направат сите оние против Македонија. Македонскиот дух воскреснат е, тука е и ќе работиме на него. Знам дека сметам на сите. Знам дека сметам на грчката идеологија. Знам дека сметам на сите оние заговорници кои што сакаат лажниот геоглиф како гроб на Александар да ни го донесат. Наводно, потомок на Александар Македонски со негова ДНК од Англија. Знам дека сметам и на Англо-Америка, затоа што Грција е денешна Македонија. Затоа што сите лаги се засновани врз грчкиот фалсификат на Англо-Америка. Знам дека сметам на Рокфелеровата веледрогерија. Знам дека сметам со вистината за Исус кај масоните во црна мантија. Знам дека сметам на сите и затоа сите се обединија да удрат врз нас и врз мене како Владо Павлов. Од мене им е дозволено нека ударат колку што можат најсилно, како што последното нешто го направиле основно јавно обвинителство Кочани на 30 април 2026 година, на денот, на роденденот на мојата ќерка. И знам дека не е случајно. Знам Господа од другата страна на темнината. Знам Господа самопрогласени масончиња со пури и пури со ризла, дека ви сметам, затоа што вие вистината не ја сакате. И тоа е ваш проблем, затоа што на вас македонизмот не одговара. И тоа повторно е ваш проблем. Ама знам дека мојот дух е очистен со сите мои дела и со љубовта што ја правам кон Македонија и љубовта што ја ширам секаде и што прифаќам се со љубов. Бидете ми во љубов, мир и хармонија. Не ја разбрунувајте водата преку она што го прават преку мене. Водата треба да ви биде мирна на сите и ќе им докажеме дека се узаблуда, дека може да го црнат македонскиот дух на Владо Павлов. А довде го повикувам премиерот Тино, најпрво што треба да се направи за Кочани, кога ќе биде отворен музеот, подршка од мене за некогашна Елпида, каде што треба да биде музеот на Кочани, најпрво овие докази кои што во овие турбуленции, во овие нарачани сценарија не дозволив некој да ги изнесе од Македонија и да ги продаде. А лагата
допрво некој треба да ја сноси. Затоа што не се заведени под архивско бројче во ОВР увлочени и затоа што не е извршено претрес за нив, туку е вршен претрес за друго. И лагата дека се отомански символи. Треба некој да сноси одговорност бидејќи отоманите. Најпросто и наједноставно. Не ставаат ликови на цвеќе на живот или ликови на матица, на пчела. Или лик на било што друго. И најглавно од се, нека биде македонскиот кутлеш, наше национално знаме на сите македонци во Балканот и на целиот свет. И тоа никој не може да ни го оспори. Затоа што сите имаат национално знаме. А ние, основоположниците на се, од каде што започнал животот и од каде што ќе биде крајот, немаме наше национално знаме. Затоа, нашето национално знаме ќе биде македонскиот кутлеш, како што националното знаме на сите албанци во целиот свет е двоглавиот црн орел. Да е вечна и жива Македонија, ќе се борам до крај против сите овие нарачени сценарија кои што имаат за цел да ме го оцрнат мојот македонски дух, за сето оно што го правам самоволно, со лични своји средства, за Македонија и за сите вас. А ваше, дали ќе дозволите или не. Затоа што атакот врз делата на Владо Павлов за Македонија се атак врз сите македонци во целиот свет. Да сте ми вечни живи, ве сакам сите, љубов, љубов и само љубов, и неја разбранувајте водата во текот на утрешниот ден. За Македонија!
За наше македонско и светско национално знаме на сите македонци во целиот свет, македонскиот кутлеш, како сите народи па и албанците што имаат нивно национално знаме, на сите албанци во целиот свет двоглавиот црн орел. Наше нека биде македонскиот кутлеш, национално знаме на сите македонци во целиот свет и тука никој не може да ни мајде мана. За Македонија со дух, ум и фанатизам. Кренуваме најсилно. Да сакам сите љубов, љубов и само љубов. И видете љубов за време на утрешниот ден, кога се кова најголемата судбина во јавно обвинителство. Кочени за Владо Павлов. Најсилно за Македонија. Who is this great king who pays assassins in gold coins to murder my father, our king, in a most despicable and cowardly manner? Who is this great king, Darius, who enslaves his own men to fight? Who is this king? We are here today as Macedonian free men. Some of you today as Macedonian free men. Free of Greece. Where does it go? I don't know. We're just here. Enveloped. I keep wanting to cover on the left.
Uživajte во Роса.